Проблемот со кучињата скитници и зачестените напади на случајни минувачи е се уште актуелен. И по многобројните апели упатени до надлежните да изненат решение со кое Скопје би се ослободило од опасноста која доаѓа од овие кучиња, кои неретко се и агресивни, ситуацијата останува непроменита. Доказ за тоа се и трите нови случаи на напади од кучиња скитници пријавени во полиција и додека дел од граѓаните чекаат соодветна реакција од надлежните. Други решението го смислуваат сами. Најчесто станува збор за фрлање отров на јавни површини, наменет за кучињата скитници. Сепак, дел од јавноста го осудува овој потек најнапред од страв за сопственото здравје, здравјето и животот на своите деца, а потоа и за нехуманиот однос кон животните, кои умираат во страшни маки. Изминативе неколку денови се појавија информации за расфрлан отров во аеродром и киселавода. Во повеќе наврати, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов тврдеше дека градот презема се што е во нивна законска надлежност. Според него, не постои друга можност освен кучињата да бидат обележани и вели дека за ваквата состојба во градот виновни се и неодговорните сопственици на домашни миленици, кои поради разни причини ги напуштаат кучињата на улица. До јуни се појавиле 700 нови кучиња скитници, информира Шилегов, според кого во градот има вкупно од 6000 до 8000 кучиња скитници. Задолжителното чипирање на милениците, кое воедно е и бесплатно, се очекува да го намали бројот на кучиња скитници на улиците напуштени од собствениците. Согласно законот, граѓаните може да побараат одштета од единиците на локалните самоуправи или од јавните претпријатија само кога се нападнати од бездомно куче, додека доколку бидат каснати од куче кое има собственик, одштета се бара од собственикот на животното. Висината на одштетата се движи од 60.000 до 120.000 денари. Незадоволство од нерешавањето на проблемот искажува и Сдруженијето Анима Мунди, што во повеќе наврати доставиле конкретни укажувања и конкретни предлог мерки и барања за итна потреба од измена на работењето на стационарот Вардариште. Тие побарале да го превземат раководењето на стационарот, со што истиот би функционирал доследно програмата "Залови, стерилизирај, врати", која во светски рамки е покажана како единствен успешен метод. Денеска на седница на Советот на град Скопје, на која се дискутираше за ребаланс на буџетот, предвидени беа и дополнителни средства за опрема на центарот Вардариште.